Добар ден, почитувани гледачи. Отворено на тема. Магазин на телевизија Ирис, во кој што јас и моите колеги разговараме со нашиве гости на темите кои се секојдневни, многувремени, истовремени, во исто време, за векови, за години и така натаму. Тоа е нашава работа. Што е темата на денешната емисија? Како да се зачува споменот на времето? Како да се зачува автентичноста на просторите каде што овој народ живеел? Колку ли народи живееле на просторот кој денес го нарекуваме ние простор на Република Македонија? Прашање премногу, одговори во секое време, но со различна конотација, со различни интереси и најчесто употребуване или злоупотребуване. Да се биде документарист на еден простор, па макар и конапрасток, е да се запамети, да се документира или да се остави во сеќавање на идните генерации она што времето го поминало или времето го поставило тамо каде што историјата не го постава. Историјата е само збирна статистика и документи. Останатото се емоции. Во Македонија има голем број на делови од Македонија во кои што посебно полека животот одминува. Не мислам на животот како живот на створенија разни, на видови, туку живот во организирана човечка заедница. Некаде крајот на 19. век со исти вакви дилеми и во Централна Европа ги поставувале луѓето за брзината на зголемување на градските конгломерати, се менува начинот на живење, комуникација, одеднаш се живее во голема заедница, голем круг на луѓе и така натаму. Што е тука овде природно, што не е? Одговори многу може да има. Во Македонија процесот на намалување на жителите во селата и во градските средини започнува некаде дури таму почетокот на 17. век. 30 до 40% од купното население по Карпошовото востание се одселило во тогашна Унгарија и Австрија. Подоцна има мало затишје, иако со почетокот на 19. век, посебно во Западна Македонија, печалбарството зазема се поголем замав. Со настанување на независноста на балканските земји, Србија, Бугарија, Романија, започнува одењето на печалба се дури до Констанца. Помали се обидите за одење во Америка, но веднаш во почетокот на 20. век, а по Илинденското востание, организирано со бродови, започнува иселувањето на македонците во североамериканскиот континент. По Првата светска војна, или во текот на Првата светска војна, се зборува за некои стотина илјади жители, посебно од западниот дел од Македонија и оно што ние го нарекуваме Беломорска или Егејска Македонија. Повторен бран има дури некаде таму 46-7 година, 49 година со аграрните реформи во поранешна Југославија и по големата економска реформа во Социјалистичка федеративна Југославија 67 година, кога 1 милион и нешто југославени, од кои добар дел има и македонци, се оцелија во Австралија, во Америка, во европските земји и најголема во ова редослед на оцелување оно што сега го доживуваме после 2010 година. Животот продолжува. Но треба некој ова да го документира за својот крај, за крајот околу себе и да направи документи во препознатливи форми за кои што ќе се заинтересираат оние кои сметаат дека нематеријалното и материјалното културно богатство е основа на идентитетот на еден народ, така зашто да не е основа на неговото живење. Мојот гостин Љупчо Панковски од Малезија, од Охрид, зборува за еден дел од Македонија, за кој што малку знаеме, барем и од Источна Македонија, кој по својата живописност не е подалеку од Тиролскиот крај меѓу Австрија и Италија, или нешто слично како по водните планини во Македонија, каде што водата е во изобилие, Кожовскиот крај и така натаму. Ама да видите за што се работи, јас ќе разговарам со мојот гостин. Добро дојдете во моја емисија, господин Панковски. Добро најдов. Благодарам што ме поканите вашата емисија и сакам да ги поздравам сите ваши гледачи. Така, ние во Источна Македонија одовде
слабо, барем оние кои то намерно го прават по струка, но воопшто познато ние само како картографски делови Малесија, Дебарца и оној дел од река и од Дебарски, од Струга и до Охрид. Кога проучуваме некои историски податци, па не идуваме на имиња и на простори на кои што како пропад да се не ги знаеме. А тоа е бурниот дел од македонската историја. Зошто решите да направите 4 документарни филми? Малесија е еден регион кој е многу малце познат овде кај нас. Значи, во светот постојат само две Малесии. Една Малесија се наоѓа негде во северозападниот дел на Албанија и другиот дел е нашата Малесија. Меѓутоа, за ова наша Малесија, како што веќе во еден мој документарен филм кажав, Македонија располага со многу убавини. Некои од ними сме имале прилика да ги посетиме, за некои само сме слушале. И затоа јас ова го направив како би нашите граѓани разбрале нешто повеќе за ова наша Малесија, која се наоѓа во југозападниот дел на Република Македонија, сместена негде помеѓу планините Караорман и Стогово од една страна и негде од запад Глобочичкото езеро и Струшката котлина. Овој регион многу малце, како што реков, луѓе го познаваат и многу малце слушнале за него, а уште помалце имале прилика да го посетат. Решив на некој начин да го филмирам затоа што овој крај не е баш така незначаен. Од него потекнуваат и доста значајни луѓе. Малесија како Малесија ги опфаќа селата Присовјани, Збжди, Аржаново, Локов, Селци, Буринец и Глобочица. Значи тие 7 села го сочинуваат овој регион. Од левата страна на Глобочкото езеро. Па ако се оди по патот од Струга према Дебар, тоа негде од десна страна му доаѓа негде на Глобочичкото езеро. Да. Од страната на Дебарца, од Караорман, таа страна, да, речиме, му доаѓа негде од левата страна. Крај кој е многу живописен, значи располага со многу богата флора и фауна, со многу воден потенцијал и со многу богата историја. Тука ето можам да кажам дека тука исто така врвел еден крак од патот Вија Игнација, каде што уште може да се најдат тие калдрмата, уште постои таму каде што Заборавено е дека центарот на таа жупа Дебар е исто така еден крак од познатиот пат Вија Игнација, царскиот пат на Рим, иако Дебар денеска како погранично место и нема таква улога. Но целиот тој крај има многу поголема трговска улога се до 20 век. За жал во ова Малесија сега скоро и да не живее никој. Значи, ретко ќе најдете некој село кај што има негдека 5-6 жители, а некои воопшто се празни. Значи, е на некој начин заборавена, а исто така и е на многу лоша и патната инфраструктура. Така да, затоа можда и тоа допринесло од една страна да Малесија остане и онака каква ше оригинална на гибната. Јута последно време сме сведоци на неконтролирано сечење на шумите, така да е на некој начин там наша Малесија и опустошена веќе. Нема некој ред околу тоа, меѓутоа за тоа се пак треба да се погрижат државата. Да, светле му за тоа. Не зборуваме прво за вашиот филм. А да почнеме со првиот филм и што ве натера да го снимете и според ваше сознание како е примен кај гледачите? Првиот филм дојдов на идеја да го снимам негдека во 2002 година бев во Америка. Меѓу другото имав прилика да го посетам комплексот кој се наоѓа во Нью Џерси и кој го сочинуваат статујата на слободата, островот Елис Ајланд, терминалот и музеот. Имав прилика значи да го посетам островот Елис Ајланд, каде што во периодот негде од 1893 година до 1924 година негдека преку 30.000 можда имигранти пристигнале во Америка. Од сите краеви на светот, да речем. Можда и повеќе, не знам, али таа е некоја евиденција што јас негдека и најдов.
не е важно, меѓу кои многу наши емигранти од Македонија. Малезија, како што реков, е многу специфичен регион, така да што многумина од ними, браќа својата екзистенција, заминале таму. Меѓу другото, еден од нив бил мојот дедо, кој во 1912 година заминал, а исто и пред него имало многу други кои 1907-1909 година, после Инденското востание, после теророт на турците, да рече палењето на селата и на црквите, заминуваат, значи, по подобра екзистенција. И тоаш дојдов до една идеја да направим документарен филм за печалбарството. Собрав многу податоци, у тоа време малце беше по-тешко тоа, поминав многу часови на интернет, и најдов луѓето, кои јас ги познавав на некој начин, како дете ги паметам кои луѓе беа што дојде од Америка, и на некој начин ги знаев нивните имиња, презимиња, фамилии, одев од куќа на куќа, собирав фотографии, така да на некој начин решив да го направам тој документарен филм, и тој документарен филм се вика Американците од Малезија. Во тој документарен филм, значи, се зборува исто така, како што реков, сите луѓе кои пристигнувале на островот Елис Ајланд биле попишувани, значи се водела евиденција, и ден денес постои една страна која се вика Ellis Island Organization, каде што може да се најдат податоци за сите емигранти кои во тој период пристигнувале таму, и заборев се мислата што ми беше за тоа. Сите емигранти што пристигнувале таму биле попишувани, значи од каде идат, кај кого одат, каква боја на коса, каква боја на очи, колку пари носат со себе, и сите оние, дали се женети, не женети, така да, постои еден список кој може да се најди, постојат и документи со кој брод пристигнале, списокот на сите тие што патувале, значи во тој брод по име, по презиме, така да го најдов и мојот дедо, кој 1912 година пристигнува во Америка, заедно со неговиот брат и со неговиот шура. Приказната се надоврзува на некој начин за патувањето и печалбарството таму. Сите тие од нашиот крај биле пекари, печалбари биле. Ова е опишано во филмот како тргнале преку Солун пристаништето, како пристигнале во Марсел, од Марсел како пошле горе и барале карти да купат за Титаник. Тоа било негдека, најверојатно почетокот негде напред месец, меѓутоа не наште карти, сите биле распродадени и тие заминуваат од Карши во Саутемптон. Се качуваат на други брод и заминуваат за Америка. После месец дена, не знам колку патување, на 9 мај пристигнуваат, така е податокот запишан таму на Елис Ајланд, пристигнуваат во Елис Ајланд, таму во Америка, и гледаат сите знамиња црни, покриени згради со црни знамиња. И сега вика едниов, пошто го знаел англискиот, вика, сигурно некој голем човек треба да е умрен овдека, знаеш, и првиот човек што поминал тука го прашале, викаат, што е работава кој е починат, знаеш, овдека? Вика, не е починат, него Титаник пропадне. И тогаш се сетиле, се свртиле према исток и 3 пати се прекрстиле и се рекле, сега ќе ги видиме уште еднаш нашите синови и ќерки. Така да и многумина од нив кога се вратиле после 7 години, негде 19-та година, после завршувањето на Првата светска војна, за прв пат ги виделе своите деца. И мојот татко, мојот дедо прв пат го видел својот татко, така да и многу други веќе порастени. Што викат. И тоа е една убава приказна што ме натерат на тој крај. Ето така да. Има ли потомци од вашиот дедо или пријатели кои се навраќаат во Малезија? Барем како спомен. Многумина од нашите печалбари се вратиле назад. Меѓутоа многумина и не се вратиле. Многумина од ними се ги зели своите семејства таму и се преселиле и ден денеска живеат во Америка, нивните потомци, меѓутоа многумина и, како што викам јас во филмот, залутали повеќе не се вратиле. Нивните жени останале овдека, тие таму, некои од ними се премажиле, некои чекајќи ги по 40 и повеќе години, останале така, не се непремажени, така да во една прилика, барајќи ги податоците и работи, најдов наши, да речем, роднини, на кои мојот дедо им бил кум.
ги најдов во Питсбург, обично нашите како пекари работеле во Питсбург, Пенсилванија. Тоа било едно место каде што било челикот, кај што имало работа многу, кај што се работело. И тие таму имале направено фурна, продавале леп, така да сите што ќе оделе на работа, сите купувале тие донаци таму и други работи за доручек. Кога ги побаравте по телефон? Ги побарав по телефон и ги прашав дали знаат од каде се. Да, ми рекоа, потеклото наше е од Македонија, од село Аржаново. Му се представив кој сум, шо сум, дека и меѓу другиот разговор што го водевме, ги поканив да дојдат во Македонија да ја посетат, да го посетат нивното родно место од кај што е нивниот дедо, кај што потекнува. Со радост прифатија, така во 2009 година дојдеа заедно двајцата браќа и нивна прва братучетка. За прв пат, после 100 години, пошто нивниот дедо во 1909 година заминал за Америка, го посетија родното село и беа изненадени од убавата природа, така да рекоа дека наредната година пак ќе дојдат. Дојдоа негдека во 2014, дојдоа со своите фамилии, со своите жени, дојдоа уште еднаш, така да веќе ево пак има наговестено дека пак ќе дојдат, дури сакат и да изградат нешто на местото кај што била нивната куќа, кај што бил нивниот дедо. Континуитетот се продолжува. Се продолжува и најдовме уште други нивни фамилии таму што се, затоа што тие нормално фамилиите се ширеле, се раѓале деца. 120 години. Да, помина многу голем период, така да мислам дека сега веќе сме на некој начин атрактивни и ќе дојдат да го посетат нивниот роден крај. На нивните предци. На нивните предци, да. Вториот филм? Вториот филм се вика Аржаново и Малесија. Пак е врзан со Малесија, меѓутоа тоа е една, да речем, ретроспектива на тоа од постанокот на селото Аржаново па се до перспективите денешни, значи од историјата кај се наоѓало селото, па за црквата која година е изградена, како е изградена. Нормално тој крај за време на Линденското востание, затоа што многу мина биле и учесници, се запалени, црквите запалени и наново се изградени, најдека после Линденскиот период, така да го опфаќа тој период, најдека после Линденското востание исто така и околу перспективите, да речеме, што може да се направи нешто за тој крај да заживее на некој начин. Тоа е, значи, опфатено околу селото, како што реков, исклучиво се работи за селото Аржаново. Третиот... Таму има пострадано добар број сели од не така нареченото, туку и Охридското востание, кое заедно со Петар Чалолев го направи и против српските власти. Запалени се 20 села, уапсени се многу луѓе, ако во историјата не учевме за тоа. Па Малесија е исто така и борбен крај, да речем така, стално за време на Линденското востание исто така се борбата против турците, да речем, против угнетувањето и не биле само турците, во тоа време има многу качачки банди кои плячкале селата, кои убивале тие работи, така да е борбен крај. Од тие учесници во Линденското востание и мојата баба, Неда Паунковска, незиниот брат Стојан Митрески и незината сестра, исто така Фанија, така да тие се секако учесници во Линденското востание, сакам да речем, кој кажа како пример, нормално и многу други имат кои се учествувале, таму е формирано Лесискиот партизански одред, таму е формирана првата македонска ударна бригада во селото Локов, така да тој крај бил секогаш. Третиот филм, што е поттикна да го правите? Третиот филм ме поттикна ето така, како идеја ми дојде книгата на Бранислав Русич, кој овој регион го посетил негде 1948 година, тоа како некој негов труд било тоа, ги посетил сите села на неколку пати, направил некои записи за селата, за фамилиите, за славите, за црквите, за тие работи и некој начин бидете како идеја, многу податоци искористив и од кај него ги употребив, така да секое село посебно го обработив, значи од неговата местоположба, кај го добило името, која му е селската слава, како се вика црквата, да речиме, со што располага воден потенцијал, кои луѓе потекнуваат од тука. Малесија и слави. Нивни слави. Имаат слави, обично... Бидејќи тоа во
до 900-та и кусур години има селски слави, семейни слави нема кај нас. Имат и семейни слави. Нашата фамилија, например, го славиме ние Митровден, како домашна слава, меѓутоа селски слави се во присвојени Танасовден, име селска слава. Значи, Танасовден 28 јануари. Танасовден е 15 мај. Летен Танасовден. А тоа не го. Тие летен и зимски Танасовден. Возбожди ми е Богородица, значи тоа е на 28 како реков тие ви август. Во Жаново е Света недела, ево сега правевме напори за патот малце да го способиме, значи 20 јули сега е славата Света недела, ќе биде доста луѓе. Во Локов го слават Преображение, из Свети Спасим се вика црквата, додека овие другите села, селци го слават Свети Никола и Танасовден, а во Буринец Свети Спас го слават. Так. Значи си имат тие селски слави, си постоеле и луѓето комуницирале, си оделе едни кај други на слави. И сега повеќето слави се Танасовден зимене во зима, така да сега, знаеш, од други причини не ги слават, него ги имат поместено, например, слават место Танасовден зимен во се го слават 2 август традиционално се собираат. Така да можат повеќе луѓе да појдат. Тоа беше, како ше реков, причината повеќе за секое село да го обработам посебно и ми дојде и податоци и многу луѓе, меѓутоа и од книгата користам податоци и тогаш мора да бъдам во секое село. И јас документарните филми не кажев кога ги правам, јас сум снимател, текстописец, јас сум све, значи камерата нарамо и право во секое село и нормално ќе прашам кој од постарите луѓе кој може нешто повеќе да знае, да кажи. До селци најдовен човек кој имаше 90 години, добар соговорник, нормално за еден документарен филм е многу да се имате убав соговорник. Најважно. Значи најважно е тоа. Така да мислам дека направив еден добар документарен филм кој исто така го прикажува, одеше по сите приватни телевизии, како и сиве други филмови и на ТВ Сонце, така да првиот го даваше македонската телевизија. И интересен ви е филмот, третиот, бидејќи темата се разликува од Малесија и нешто друго, нешто. Четвртиот филм е индиректно врзан. Пак ќе речеме директно, меѓутоа е многу поразличен. Зошто индиректно? Затоа што првото кино го направил Миле Петковски Мартиновски, кој потекнува од Малесија. На времето како печелбар, 907 година заминал во Америка, меѓу другото работел и на пругите, изградба и на сите тие работи, меѓутоа сите кога оделе, така бар се зборува, на трки со кучиња што имало таму, тој одел на кино и нон-стоп гледал филмови. И рекол, јас кога ќе се вратам во стариот крај, морам да направам едно кино. И тоа е врзано за првото кино во Охрид, првото кино кое многумина се поврзани, да речем, со филмот. Во тоа време немаше телевизија, немаше интернет, немаше телефони, немаше ништо, едино задоволство беше киното, филмовите. Така да Миле во 1924 година ја прави зградата и во тој период додека ги набавил сите документи, апаратот го зема, апаратурата ја нарачува од Виена, ја зема од Австрија, така да све тоа се монтира и во 26 година почнува да работи првото кино во Охрид, да речем така, е една интересна тема. Соговорник ми е неговата внука, која сега недека има близу 90 години. Колку места имало тоа кино? 100? Тоа кино не. Мислам дека имаше малку повеќе негдека, можда 200 места имаше. Мислам сега. Во тоа кино исто како причина повеќе беше што работел мојот татко, негде во периодот 1936 година до 75 година, додека се пензионира, значи работеше во тоа кино. Така да многу луѓе поминајќи, сега тоа веќе не работи, е затворено, вратено. Нажалост, не работи скоро никаде во Македонија. Собствениците им е вратено, меѓутоа многу луѓе кога ќе поминат покрај него со носталгија се сеќаваат на едно време поинако, на еден период каде што се прикажувале најубавите филмови, кога луѓето фамилиарно оделе да гледаат сите дома, децата, жената, тие дури имаат и да речем сознание, имам јас еден период како ученик, работев таму периодот 64 до 67 година, кога многу луѓе си ги знаеа своите места
него менува местото. Ако нивното место денес беше продадено, тие ќе купеа карта за наредниот ден. Значи си ги знаеа своите места, имаше многу такви луѓе. Така, интересна една културолошка појава со киното, тоа траеше се некаде до средината на 90-те години и подосна. Како технологија или како организација пропадна, иако во светот киносалите ден денеска се полни на кино, се оди, се гледаат модерни филми, иако многу... Телевизијата си го направи своето, нормално, не се почна да се дават филмови лево, десно, вамо, таму, многу луѓе. Тоа време најпопуларни беа ковбојските филмови, индиските филмови, кои не можеше по улица да се помени. Тоа беше све вака, беше луѓето 2 сати, 3 пред да почне представата, таму чека ред да купат карта. Тоа беше посебно доживување. Тоа е посебна, реков, културолошки феномен. Вашите планови за иднина? Моите планови за иднина се моментално работам на монтажа на 5-тиот документарен филм, кој се вика Охридските легенди, се работи за еден, така да речем, човек, на некој начин и наш семеен пријател, Наум Гавриловски, кој е основач на Нишното музичко училиште како прв директор во Охрид. Исто така го формирали првото културно-метничко друштво Гердан, и така да хорот, првиот хор во Охрид, така да оставил свој белек и свој печат за градот, што многу ми најмалце знаат. Веќе е завршена работата и монтажата е почната, се надевам дека забрзо ќе биде и тоа решено, така да ево, ви обеќавам, ќе има прилика, ќе ви го дадам овде вашава телевизија, да може да погледаат и другите. Неговиот син е вонреден професор на факултетот по музика овдека во Штип, че моментално живее, неговата сопруга Проби Штип, живее овдека, значи е магистрира и докторира сега. Тој е Гоце Гавриловски. Ево, некоја прилика мојте да викнете во нашава емисија, не знам каков карактер е, меѓутоа, да речам, е доста интересно за да остане нешто како белег. Друга ми е уште нешто сакав да кажам, дека следен мој филм размислувам да го правам негде за Охридскиот маратон. Значи, не овој сегашниот маратон, маратонот од 60-тите години, значи првиот маратон 62 година, веќе направив со Леко Радич, основачот, веќе разговор снимен со основачот на тој маратон, со Дики Бојаджи, и уште со некои други луѓе треба да направам, така да колку било тоа во тоа време, да речем, популарно, баш кога го снимав Дики Бојаджи, седнавме на едно ѕизде таму каде што пливачите пристигнуваат тогаш во тоа време, и еден од тие капачите го слушаше нашиот разговор, вика, откога завршиме, вика, ја да кажам нешто. Да, му велам, јас рече, извините, не сум овде, сум одресен. Меѓутоа, за маратонот рече, ја идав еден ден порано со точекот одресен овдека, вика, со велосипедот, и преспивав на клупа во паркот, за да можам да го гледам. Значи, колку беше тој маратон популарен, негде по 20-30 илјади, можда и повеќе луѓе идеја за да го гледат. Колку година започна Охридскиот маратон? 62 година, мислам, првиот маратон. Имаше паузи за сега? Па пауза некоја се направи, не знам точно кој период беше, се направи некоја пауза, ми се чини така и се возобнови. Од возобновувањето до сега телевизија Ирис го следи преку нашиот колега Драги Герасимов. Баш ми е мило. Така, јас ви благодарам што бевте дел од мојава емисија и ќе почекаме да измонтирате се, па на моите гледачи од Источна Македонија ќе презентираме вашиот труд и оценката за тоа како се документира и како се зачува од заборовот на времето и на луѓето, нешто што неминовно одминува, ама останува како спомен. Ви благодарам, ви беше мило што би вас гости. Така. Ќе разговарав со мојот гостин за неговиот ентузијазам, самопрегори и желбата да се зачува нешто од чувството за минатото во техничка форма која денес е препознатлива. Може денес да сочуваш и разговори на аудио снимки, ама малку потешко ќе ги реализираш, нели? Воопшто технологијата оди со забрзано темпо. Може овде вака слушајќи го господинот Полковски да зборувам и за врските од Источна Македонија и Западна Македонија или неговиот крај. И тама кога тој зборуваше за ресенската чета или ресенските комити во тоа време, заборавив да кажам дека Малесорски, Малесија, војвода е Славеко Арсов
роден Штипјанец, загинат овде едно 20 километри од Штип и од познато штипско семејство. Тој повеќе од 10 години е околиски Ресински и Малесински или Малесорски, како што го пишува Војвода. Јас од моите познавања само за да го надополнам она што господинот како документарист до сега ви го представи. Јас сум благодарен за она што го прави заради генерациите кои доаѓаат и сознанието дека светот не започнува од вчера. Тој трае од неговиот почеток. Драната емисија, довидување.